поддржано од болница Дериндере. Секоја година од прекумерна тежина во светот умираат 2,8 милиони луѓе. Во Македонија, 22,4% од возрастните луѓе се дебели. Дебелите луѓе постојано се мета на подсмев и обвинувања. Дебелите луѓе се соочуваат со дискриминација и мобинг на работното место. Уместо да прифатат, они ми правят проблеми, уште повеќе, тие ме сум смрад да ми просите на израдов, што им отвара вратата и кај сум мирисал, цела ми фата мирисал, јас сум болен, не знам што. Дебелината го ограничува социјалниот живот. Ќе на надвор искочам да се прошетаме, мене ми е срам беше. Зашто луѓе ме загледуваат и со подсмех. Прекумерната тежина е основа за добивање дијабетес, кардиоваскуларни заболувања, хипертензија и мозочен удар, остеоартритис, депресија и карцином. Време е да го разбиеме циклусот на срам и вина и да го преиспитаме нашиот пристап за решавање на овој комплексен глобален здравствен проблем. Дебелината не е само физички изглед. Дебелината е болест и може да се излечи. Јас сум Славчо Апостолов од Скопје, имам 37 години и сум околу 210 килограми. Славчо е висок 1,74 сантиметри и предпоставува дека тежината му е 210 килограми. Со таа тежина, освен со дискриминација, подбив и подсмев, Славчо секојдневно е соочен и со пречки во нормалното функционирање. Кога се качувам по скали, се качувам добро, со тоа што се држам со едната рака на левата страна, а со другата е носам или чадар или нешто кај што може да побро се качам. Но потешкоти имам со симињање, ми е страх да се симињам како секој нормален човек, да не се лиздам и да падна по скалите и се симињам назачки, со тоа што како панда, што се симиња од дрво. Тоа ми е потешкотија што е. Не спијам нормално како секој што спие нормален човек, например. Спијам на тросет, со тоа што едната нога ќе подигнам, така спијам, па ќе спуштам таа нога, па другата ќе подигнам, како што седам сега да дигнам левата нога и така спијам. Но најдоброто од се е дека Славчо во оваа борба не е сам. Јас сум Емилија Апостолова, сопругата на Славчо од Скопје, 31 година, 8 години во брак. Она е потпора мојот живот, никој што не би ме оставила зашто сум пун. Но што она ме сака едноставно како што сум, тој сум. Искрен, пријатен, другар. Не е само да бидеш у брак. Најтешко, кога него му е тешко, тогаш ми е најтешко. Кога го гледам, сакам да го видам насмеан, расположен, го поддржувам, го бодрам. Со него сме веќе 8 години, како што реков. Секогаш сум му потпора, секогаш сум тука за него. Од самиот почеток до сега и до крајот на животот, додека смртта не нараздели.
Го прашавме дали се во ова го прави заради сопругата. Prvenstveno го правам за да можам подолго да останам за себе, за здравието, за да може кога ќе сум ја здрав, автоматски езики може да ми помогне. Модереш, ке може повеќе останам, ќе да плюс што работа, да и купам нешто што сакам. Пора, например, кога сум можел, ќе сработам нешто плюс, без разлика приватно што имам и занат, што тоа не го кажам. И сега, кога веќе се е толку близу и реално, ја прашавме Емилија што ќе донесе оваа операција. Прво, он ќе биде задоволен, ќе му се оствари сонот што толку многу сакаше. И понатака да имаме и едно дете со Господ напред. Да, тоа е најжелбата и на двајцата. Бидеме да не се оствари како родители. It's a new day, it's a new life. А сега е време да го запознаеме и докторот, кој ќе му го трасира патот на Славчо кон еден поинаков, поквалитетен и пред се нормален животен пат. Станува збор за доктор Каплан Баха Темизгонул. Fish in the sea, you know how I feel. A river running free, you know how I feel. Докторот Каплан Баха Темизгонул е специјалист за лапароскопски операции и за оваа проблематика, односно бариатрик слив, кратење на желудник кој добива форма на еден вид ракав. До сега има направено над 1500 вакви операции. Дипломирал на факултетот Памук Кале во Истанбул, а во своето CV има и воена хирургија, работејќи на границата со Сирија. Фотографиите од задоволните пациенти со намалени килограми го прават нестрплив Славчо, што побрзо да биде и тој еден од нив. Заедно со доктор Каплан Баха, тука е и нутриционистката Нуран, чија цел е да ги слушне до сегашните нутритивни навики на Славчо, а потоа и да му укаже како ќе се одвива целиот процес на хранење по операцијата. So, okay, let's talk to the star of this show. Welcome, Slavcho. So, let's take your medical history shortly. Let me know about your age. How old are you? 37. Okay. What about your occupation? Occupation, job, profession? Profession, bodyguard, Security. Okay, very well. When you will be losing weight, you will be more agile, you will be mobile. But I mean, when you are as big as you are, so I mean, it's good for to be a security guard. I mean, with your physique, you know. So you will be slimmer, but you will be more agile.
И пред да започне со оние медицински прашања за состојбите на организмот на Славчо, доктор Каплан го пресмета и BMI, односно односот со тежината и висината на Славчо, 210 во однос на неговата висина. It is 64.8, which is put in super obese category. So, as you know, we have been in contact with you before operation. We put you in a preoperative nutritional plan for 2 weeks to make your surgery safer, and it will be easier for you to wake up from general anesthesia after this one, because it already shrunk your liver. So anyway, we are noting this down, but also we will measure your height and your weight, okay? Точните информации, како и медицинската анамнеза, е неопходна за да може да се исклучат сите можни ризици за време на операцијата. So, any chronic illnesses like diabetes, high blood pressure, high blood cholesterol levels. Дали имаш висок притисок или диабет, нешто Висок притисок, да, шикерна крв сега, друго ми е High blood pressure, yes. Okay. And diabetes, yes. Okay. Diabetes, but on the Limit, border. Okay, it's okay. Cholesterol levels, Много cholesterol, много. fatty liver disease. Еден од поважните моменти е дали Славчо е подвижен, бидејќи еден од предусловите за правење на оваа операција е пациентот да се движи. Неподвижните пациенти заради можноста од други компликации не е препорачливо да се оперираат. As far as I see, you are mobile, and also because of your age, you have advantages. I mean, you are at a young age, so we are expecting you to lose great amount of weight, okay? Докторот го интересираше дали Славчо има проблеми со варењето на храната, со дишењето, дали има алергија на храна и лекови, дали имал операции досега. Овде и моментот кога Славчо ја покажа и лузната од операцијата на жолчка. No other surgeries, okay? Нема друга операција. А беше прашан и дали досега применувал диета и колку килограми најмногу изгубил. It was his diet, just eating cooking stuff and not eating dinner. Okay, that was a good achievement, which you have lost 25 kgs. That's fine, great, malades for it. Okay, so we are trying to put you on a bariatric plan for you to lose efficient weight, and we will be doing a preoperative detailed checkup on your stomach, about your blood tests, about your respiratory function test, about your lungs, and also about your heart. And a cardiologist will see you, and with that ECG, electrocardiogram. And if he will need further tests, he will perform. Tomorrow we will consult you between each other with cardiologist and also your anesthesiologist. And after that, we are preparing you for your surgery as safe and as sure as possible. Okay? Inshallah. Ишала или дај Боже, тоа е она што сите го посакуваме. Сите наоди да бидат во ред за да Славчо може да се оперира. После ова докторот премина кон детално објаснување на тоа што значи бариатрик слив или кратење на желудник. Your stomach has an average volume of 2.5 liters. That can be bigger or smaller. Let's talk about the average volume, okay? So think about a big fizzy drink bottle, 2.5 liters. We are trying to reduce it to a cup size, about 200 milliliters. From 2.5 liters to 200 milliliters we will reduce it, okay? And we will reduce it in this fashion, vertically. So that volume reduction will make a restriction for you to eat less and will make you to lose great amount of weight and will prevent you to regain that weight. But there is no miracle in this bariatric solutions. We need to cooperate together, because if you want, there is about 30% of weight regain risk. Okay, 30% weight regain. If we will work together for 2 years with our nutritionists and with our team, and if we will be following you for 2 years, over 2 years, risk diminishes. But you need to cooperate, Slavko, okay? Кратењето на желудникот се одвива со еден инструмент многу сличен на хефталка. Како ќе се сече ткивото, така ќе се спојува со титаниумски спојувалки. Дали си гледал како се изведува операцијата? Само како они се покриени, само pictures.
Only pictures he hasn't seen. No, okay. It's okay, it's okay. Само прашувам. It puts Да. 3 rows of staple in both sides of the stomach. 3 rows of staple in both sides of the stomach. So because of this, during surgery, both sides of the stomach is waterproof. Yeah, exactly. Тука некаде докторот спомна дека постојат минимални шанси или само 3% да се појави мал отвор колку игла на спојот на хранопроводот и желудникот. Но за да не се случи тоа, неопходно е Славчо да ги следи инструкциите за исхрана после операцијата, за да не се случи отварање на споевите. We have been talking about that leakage. To prevent that one, we are closing the stomach with staples, metal staples, which is from titanium. So also we are inverting it inside, and at the back side of that we are inserting stitches, which we are calling reinforcement stitches. Okay, that provides us an extra safety line, and we are doing our best to prevent that one. You need to know, but you need to do your best to prevent that one too. That means for not to have any acidic environment in your stomach, you need to take care of whatever you are eating after surgery for first month. Because of that, you need to follow that nutrition plan, okay? Smaller portions, because you will have a very tiny stomach after the surgery. You will be having smaller portions, okay? So point is, it won't be very hard for you because you have a very tiny stomach, like a baby's stomach, you know. And we are removing this part of the stomach which is responsible from hunger. The top portion of the stomach is responsible from hunger because that will be gone. You won't have hunger hormone ghrelin. So because that hormone will be gone, you won't feel hunger at all for 6 to 9 months. But after that it will come back. This part of the stomach will secrete same hormone again. So your weight can climb up. Can be 110, can be 120, 40, 50. You know, because of that we are following for 2 years to prevent that weight regain. We need your full cooperation with physical activity and to follow our nutrition plan. It won't be a diet for you, okay? But there is a designed nutrition plan. Деталното опишување на докторот на сите ни даде конкретна информација за операцијата. Докторот му укаже и на фактот дека оваа операција би требало да помине со минимално крварење, но сепак ќе му биде поставен сад кој ќе биде дрен, а истиот ќе го има само 1 ден. Славчо се надоврза на неговата операција со жолчка, велејќи дека имал дрен 5 дена. They put already on that surgery, okay. Okay, you will have 1.5 day after your surgery, that's fine. So, also, heavy people has tendency for blood clotting and vessel problems like you have on your legs, which will bring thrombus and embolus risks, deep venous thrombosis. And because you have already lymphatic and venous problems, you are in more risk for this one. But to prevent this one, before your surgery, 1 night before, we will be giving blood thinner injections to you. You will be wearing white anti-embolic stockings, and we will connect you to the device which is making partial massage to your legs during your surgery at operating theater. You will like it, Slavcho, but yeah. This will Воодушевувањето на Славчо за масажата на нозе беше навистина голема, но докторот уште еднаш му нагласи дека масажата за време на операцијата е превентива од згручување на крвта и правење тромбови, но она што е неопходно е 4 часа по операцијата. Славчо мора да стане и да се движи. Кога сме кај нозете, Славчо сакаше да знае што ќе се случи со тој проблем. Yes, point is, you have, as far as I see from here, you have a lymphatic drainage and blood vessel problem on your legs. It will get better, but it won't be resolved completely, because that's another health issue. But after you will be losing weight, as you have mentioned, your legs will be getting thinner, you will be more mobile. When you will be more mobile, there will be better blood circulation, definitely will be getting much more better. But it won't be resolved completely, okay? After you will be losing that about 100 kilos, we will find a way to make it better too, okay? Откако ја слушна оваа убава вест за нозете, го интересираше дали операцијата ќе биде така што ќе му го сечат стомакот. We are getting access from tiny incisions to your belly.
But to see what's inside, we are insufflating, we are giving carbon dioxide gas in your belly. So your belly will be like this during surgery, and we will do our business, and when we will finish your procedure, we will take that gas out, but completely it needs to be get out by absorbing from your intestines. So because of this, we need your intestinal movement, you to pass that gas away like flotillation to find the relief. Okay, so basically as much as you will be walking, it will be earlier for you to get rid of that gas. Додека јас му преведував, доктор Баха веќе напиша што од минерали и витамини е нормално да почне да опаѓа после операцијата. It makes slight deficiency of iron. Any interventions on stomach makes slight deficiency of iron, calcium, vitamin B12, vitamin D3. Okay. And also related with this, parathormone levels will go up. Because of this, you need to be on multivitamins after your surgery between 3 to 6 months, depends on your self-nutrition. Okay. Потоа следуваше објаснување како ќе се чувствува Славчо после операцијата. Сега ќе ти кажа точно што ќе ти се случува после операцијата. This is the main area which we are working with our tools during surgery. So for first 4 hours after on your surgery, you will feel like a pressure in here. Okay. Добро, значи првите 4 сати ти ќе го чувствуваш ова како да имаш притисок, значи на место и тоа е нормално. Значи. You will be on medications, so the best thing which you can do for yourself is try to sleep as much as you can during that 4 hours. Значи за тие 4 сати после операцијата ќе бидеш под леков и најдоброто што треба да го правиш е да спиш. Ти можеби ќе боли, ама ќе имаш леков. And after that I will come, we will have a walk, and if you will be alright, we will be giving you ice chips. That day after your surgery, you won't be able to drink or eat anything, but you will be on ice chips. Small piece of ice. 24 hours later on your surgery, we will have an X-ray with the medication. So we will see how it travels from your esophagus to your stomach and all the way to the intestine, because after surgery there is an amount of edema on your stomach. It will show us when you will be able to feed yourself. And after that X-ray, we will let you drink water and apple juice. And the next day, we will remove your drainage tube if everything will be going on fine. And the other day, you will be discharged from hospital and we will send you to your hotel. And the other day, I will take you in here for your post-op checkup, okay? И тоа е се што се однесува за операцијата. Сега сите сме запознаени што всушност е бариатрик слив операција, односно кратење на желудник по лапароскопски пат. So I have few words to add a little bit on it, and after that I will let my nutritionists to talk about this nutrition plan on this one. So Slavcho, we are trying to make you to lose about 100 kgs in about 6 to 9 months, okay? Аз сакам да намалям 100 кила, само ќе бидам, ќе ми одлично како овако по вас. Патика како ова контраоперационна поддршка. Inshallah. Бидам да може да. He wants to look like you, okay? Thanks a I lot. gave you to Inshallah. look like you. Ова навистина звучи мотивирачки и супер, но за да се оствари, докторот го нагласи најважното. Славчо мора да се работува и да се придржува до препораките од тимот на доктор Каплан Баха, за да желбите станат реалност. И сега наред е да видиме и слушнеме каква ќе му биде исхраната на Славчо после операцијата. So let me explain about your post-operation nutrition plan. So first we're gonna follow in the clear liquid diet, which you can consume like 100% sugar-free juices, like apple juice, cherry juice, and these kinds of stuffs, like a broth, meat broth, red meat broth, chicken broth, or vegetable broth, but without grain, sugar-free popsicles or sugar-free jellies, like diet beverages. And second week we're gonna move on the dense liquid diets, like we can add in your diet like a protein shake and milk, like low-fat milk, soy milk, and these kinds of stuffs. And third week we're gonna move on the tempura diet, like consuming baby foods, but it should be less than 10 grams of sugar. You can send me whenever you want from the WhatsApp, so I will always check you. Do not worry about it. So we have a keep in a close contact about 2 years.
so you can send me whatever you have eat. So you can consume like a very salt pork, scrambled egg, and low fat cheese. Like it should be mashable off the back of the forks and fork. You can able to consume like in the restaurant foods like meatballs, steak, chicken, these kind of stuffs, egg salad, and these kind of stuffs. Нур му нагласи дека неговиот план на исхрана се состои во храна со мал процент на јагле-хидрати и додаде дека мора да внимава на големината на порциите. Тоа треба да бидат мали порции и вкупниот број на обраци да му биде 6 до 8, но додаде дека првиот месец нема кафе. Yes, because of the coffee he made that face. Look at his face. First month, no coffee. Turkish chai? First month, no Coca-Cola. Turkish chai? Turkish chai? No, chai is okay. Okay. After Pepper chai. third day of surgery, you can dilute. I mean, don't make it so dark. Dilute it and you can drink. Значи по тенок да ти биде чаја, значи да не го правиш толку многу јак. Значи затоа. Sen buraya sak yok, sadece düzenleyeceğiz. O kısmını özellikle altına. The important thing is there is no forbidden foods for you after 1 month. Just the important thing is to follow in the diet in the properly way to make your stomach comfortable. You can able to eat whatever you want, but tell me please so I can calculate and make the other week for makeup. I can calculate the calorie, so you can able to eat whatever you want in a small portion. Запознавањето со докторот и остварувањето на една убава комуникација е битна овде во болницата де Риндере, да му се намали стравот на пациентот доколку го има, но и да ги добие одговорите на сите возможни прашања. А доктор Каплан не изгледа воопшто страшно, нели? Ни останува уште еден ден до операцијата. Славчо се врати во собата каде веќе го чекаше храната подготвена специјално за него, по болнички прописи за исхрана пред операција. Него го оставаме, а ние како екипа одиме да се одмориме во хотелот, во кој престојуваат сите пациенти кои ќе одлучат да се оперираат во де Риндере. Транспортот оди до хотелот е комплетно вклучен во сите оперативни третмани кои ги прави в болницата, а како поддршка на така наречениот медицински туризам. Денешниот ден беше навистина долг и исполнет со убави работи. Сега сме многу близу до остварувањето на една голема желба, наречена нормален живот. Утрото повторно се упатуваме во де Риндере. Автомобилот веќе не чека и одиме да видиме што ќе кажат испитувањата на Славчо. Денес ќе се направи детална анализа, што впрочем е и пракса во де Риндере пред секоја можна операција. Првата проверка што ќе ја направат е онаа што ја препорача докторот анестезиолог Мухамед Тантуш, е да се направи гастроскопија, задолжително за да се прегледа внатрешноста на желудникот. Но прво, Славчо ќе треба да го измерат, за да ја видат неговата тежина и висина. За жал, заради состојбата на нозете, Славчо не успеа да застане на вагата. Ќе го одложиме мерењето за подоцна.
Сега Славчо го сместуваат на креветот, каде треба да му биде извршено снимањето на желудникот. А доаѓа и доктор Каплан Баха. Slavcho, morning. How are you? How was the sleep? Fine. Are you excited? Yeah. So we will give IV anesthesia. You will be sleeping like a baby. You will have your rest. You will have the sleep of your lifetime. Okay. And after that you will wake up in 5 minutes. Okay. Влегувањето со камера во желудникот е неопходно, за да се знае дали операцијата е возможна или не. Докторот ги гледа сите делови: спојот на хранопроводот со желудникот, дното на желудникот. And we are seeing the fundus. This is the dome part of the stomach, and it looks healthy. And here is esophagus, as you have seen, at the right side of this black part, which is endoscope. So far so good now. We are about to finish in 30 seconds. So we have made this preparation and we have performed this endoscopy. So far we have seen his blood test results, which is fine, and also on his endoscopy his stomach is okay to proceed for surgery. So with these results we will consult with our cardiologist and our anesthesiology doctor, and after that we will be preparing Slavcho for his operation at 8 o'clock tomorrow in the morning. После убавите вести, докторот не покани да видиме како се чувствува Славчо после направениот преглед, кој за многумина предизвикува непријатност и страх. Здраво! Како си, Славчо? Многу сум среќен, многу убаво се чувствувам. Да? Да, многу внимателни се докторите и сестрите и све. Што е на лапароскопија да се ми правя. Гастроскопија, веројатно. Гастроскопија, да. Лапароскопија тука која ќе прават. Добро, немам од тоа многу медицина. Ми ставија ме успа, многу беа внимателни, многу добри, многу убаво се чувствувам. Многу се разбудив. Како 5 минути да сум бил сон, се наспијам. Прекрасно, докторите, добро. Се е во ред. Докторот што ти кажа? Ти кажа нешто докторот? Да, докторот ми кажа дека се е во ред и дека утре сабара ќе ме оперираат. Што е? И како ти е сега? Како се Кога чувствувам? веќе е многу близу операцијата. Малце возбудено, ама и среќно. Зашто понешто тоа ја спасот и новиот живот на мене. На почеток. Што е? Нема никако? Не. Немам страх веќе. Што е, се осеќам среќно зашто и докторот е позитивен, што и цела персона е позитивен. Многу убаво се чувствувам. Прекрасно. Гледам дека имаш тука, веројатно ти земале крв. Не, крвта ми ја зема тука. Добро. Еднаш многу внимателни се што зема посебно крвта и многу добро ја зема крвта, што е, и омазана не течи. А од тука што е, првиот пат сино ќе ми зема и крв ми зема и ми стаја еритролит инфузија, што е, за подобрување, што ми тежеше цела вечер. И ми направија ЕКГ, ми мереа притисок, шеќерот, искочи добар шеќерот, што се израдував, притисокот искочи добар, колку што беше Скопје мерењето, кога бев на испитување, што е, тоа се израдував, па сабаре исто така ми направија пак испитувања, истите испитувања што се зградам, тако нешто најголем вип третман, што е, и притисокот беше добар сабаре. И ми се има шеќер. Така, значи сакаш да ми кажеш дека се што прават, за се си информиран, Да. се знаеш, значи нема ништо. Да, нема што е, прашувам се радино, тоа е тука сопругата што ми помага со јазикот, дека јас немам јазик, и сопруга ќе ги праши и одговарат што треба. Што ме интересира и да прашам,
ми кажуваат, ме формираат и прехорно, и што ми се да прашувам. Така, значи комплетно транспарентно е сето Да. тоа што го прават во операцијата. И сето тоа што го По-транспарентно не можеше да биде и по што е, и кога течеш инфузија, кога ги викав за да доштинам за да имам потреба, стисна една таква што е, дојде одма. Сестрица, мада што ма прекина без проблем. Значи нема викање по сестри, само стискање. Нема Копче и како викаш што е, да. како што е кај нас нема, стискаш едно другме так, што е еднаш и после тоа на другото, два пати да го исклучиш да што не им звони тама паника и ома доаѓа. Таква услуга сум згранат, ме дадеш. И од апаратурата што имаат и од услугата. Така, кога го видовме докторот прв пат кога го видовме, има рече. И Да, што ти исто. кажа докторот на крајот, Самурај. како вика видите? Како Вајде. самурај, заista самурај. Да. Да, Е, па добро, значи сега ќе те оставиме уште нели работи кои што треба да се направат. да. И здравје Боже, се гледаме са Бајла во 8 на операција на почеток на нов живот. Добро? Добро се гледаме. И пред операција, после операција. Да, после операција. После операција и сакам да се гледаме, да се договорите кога ќе треба да станам да биде тука, да ме стимулира кога ќе ги направам првите чекори. Да. Тоа сакам да Секако, гледам, зашто да се гледам после, зашто знаеш друго е кога ќе ги направиш чекори да ги станеш, а друго е кога ќе се видиш ти отпост. Да, ќе се гледаш, значи има сега ние ќе правиме Возможно, повеќе епизоди да. со тебе. Значи ќе си имаш една историја на се што ти се случувало. Па и сакам да Тоа ќе имам биде историја. историја за стариот Славчо, да Да. знаеш. Значи повеќе ќе го нема да. него. Сакам да бидам нов Славчо. Много Славчо. Да. Дај ми се поздравче. Поздрав. Тегање рака и се гледаме. Се гледам пак. Обезно. Чао. Славчо ќе го оставиме да одмори после прегледот, бидејќи го очекуваат нови испитувања, а јас ќе заминам кај директорот Серкан Сахин, за да ги разгледаме пристигнатите пријави од вас, драги гледачи. На 4 месеци е опериран на десното око и е наполнето со силикон и не гледа на тоа око и му е одлепена ретината. Сите пријави кои се пристигнати досега детално се разгледани, а додека сме во Истанбул, за да не мораме да ги препраќаме, ги разгледуваме новите. Тука директорот ни укажува и кои документи е потребно да се достават, а јуш неуморно преведува од турски на македонски и обратно. Не заборавајте да ги испратите вашите пријави на нашата Facebook страница. Значи сите операции доаѓаат во предвид, било да се за деца или за возрастни. А во меѓувреме се обидоа повторно да го измерат Славчо и овој пат за жал неуспешно, но барем ја знаеме висината 173. Сега Славчо веќе прави кардиолошки преглед за да му се види состојбата на срцето. Рентген преглед од кој Славчо излезе воодушевен. И на крајот му го проверија капацитетот на белите дробови. И сите анализи се одлични. Браво! А како награда стигна и убавата вест од нутриционистката. Shleko, so you have your all checkup now. So if you wish, you can have a cup of water. You can drink it now if you wish, if you feel thirsty. So today, and now I would like to inform you about how you're gonna nourishment today. How was your nutrition plan is going today? So you can have today until 6 p.m. You can enjoy your Turkish foods like a Turkish kebab. Adana kebab, Iskender, these kinds of stuff if you wish. It should be small portion and 200 grams of these kinds of kebabs, okay? You can enjoy them. And don't eat and drink anything after 10 p.m., okay? Because your surgery will be have an early time, okay? So that's it. I mean, you can enjoy Turkish foods. That's what I want to say. Славчо сакаше да знае дали може да јаде баклава. Баклава. Bakla. Yes, of course. Enjoy it, but a small piece in one slice, one piece. Yes, enjoy it, but you need to eat until 6 p.m., okay? Your last bit should be 6 p.m. and enjoy it. One small piece is okay. Славчо ја праша и што ќе јаде веднаш после операцијата. After surgery, I will see you and I will check up you. Do not worry about it. And before discharging, I will explain the whole nutrition plan for the specific for the surgery, post-op nutrition plan, okay? So after that,
After that, I will educate the nutrition plan. So 2 years, I will follow you. Do not worry about it, okay? Okay, pleased to meet you. Good luck. Everything will be perfect, believe me. Значи, убавите вести за Славчо се дека ден пред операцијата може да ужива во храната која ја сака, а ние одлучивме да уживаме во Истанбул. Посетата на Капали чарши и на останатите историски места овде во Истанбул е задолжителна и е дел од така наречениот медицински туризам кој овде во Турција многу се негува. Што би се рекло дека, освен тоа што одите во болница, лечејќи ја вашата болест, ги шетате историските места каде што си ја лечите вашата душа. Јас одам сега да ја прошетам Капали чарши. Утро е во болницата во Дериндер и денеска е денот кога ќе му биде направена операцијата на нашиот учесник Славчо Апостолов. Операцијата е кратење на желудник, која што треба да му донесе намалување на килограмите, подобар и посреќен живот. Односно, денеска после операцијата Славчо ќе почне да го живее својот нов живот. Изминатите неколку дена му беа направени сите проверки кои што се неопходни да се направат за да знаат дека е соодветен за операција. Тоа значи дека му беше направено испитување и на срцето, и на белите дробови, и на крвта, и сите оние резултати кои што излегоа се во ред. Она што малку потешко одеше е мерењето на тежината на Славчо. Пробавме неколку ваги, тоа можевте да го видите. На крајот успеа да најдат соодветна вага за Славчо и неговите килограми се 221 на висина од 1,73 м. Сега влегувам да го видам Славчо. Славчо веќе се дојдени да го земат, за да го носат во операционата сала. А јас сега... Здраво, како си? Добро. Денеска е денот. Денот, да. Како се чувствуваш? Малце возбудено. Се вајде. Многу. Како ти беа овие денови во болницата? Па, супер. Супер. Многу. Вечерта каква беше? Добро беше вечерта. Сонуваше нешто убаво? Не може да сонам, ретко сонам. Ретко сонуваш. А денешниот ден има дожд, а дождот викаа дека е берекет. Дај Боже. Дај Боже, значи ќе донесе нешто убаво за тебе сигурно. Надевам. Така, окей. Како рековме, ќе заспиеме со насмевка. Со насмевка да се разбудим. Со насмевка да се разбудим. Јас сум тука е и сопругата твоја, значи сите заеднички после операција се гледаме пак, за да започне новиот живот. Договорено? Договорено. Да.